Сончевото топло време може да биде инспирација повеќе за неколку реда поезија. Велешани на денешниот светски ден на поезијата имаа можност своето кафе да го платат со креативност. За прв пат веле се дел од глобалната кампања Плати со поезија во организација на Џулиус Мајнел, а се реализира во над 30 држави во светот. Идејата е да ги изненадиме, да им покажеме дека навистина животот носи секојдневни убави мали ситни изненадувања и поради тоа не многу најавено, сепак нели да знаат дека денес на символичен начин го одбележуваме денот на поезијата, да ги почистиме кафе, да им дадеме мулив и ливче, нели, за да може да творат, да напишат некој убав стих и со тоа да си го платат своето кафе. Дополнително, овој концепт малку ја расшири приказната, каде што оваа трета година, наместо 2, 3, 5 локали, кафулиња, ја проширивме на 10, така што ова е прва година Велес да биде домаќин на оваа манифестација. Познати автори се дел од поддржувачите на оваа кампања. Активноста ја поддржи и локалната библиотека Гоце Делчев. Велат, ова е добар начин да се истакне значењето на поезијата, на убавиот пишан збор, но и граѓаните да уживаат и да ја докажат својата креативност. Активност која што повеќе години се организира во Македонија, но прв пат се случува во Велес, на светски рамки се случува од долги години. Така што организатор е на ниво на Македонија Џулиус Мајнел, компанијата за кафе, која што во Велес во соработка со локалната библиотека Гоце Делчев го организираат овој поетски настан. Заедно ја одбележуваме поезијата, ја празнуваме поезијата, затоа што поезијата е практично она што на овој ден, на светскиот ден на поезијата, сите нас не поврзува. Драго ми е што оваква една иницијатива се случува во Велес за прв пат, се надам дека уште долги години ќе се случува. За најдобрите стихови кои граѓаните ги оставија за време на својата кафе пауза, организаторот предвидува и награди.